Почитувани сограѓани, почитувани новинари. Иако од моја страна, како министер, беше понудена соработка за нормално функционирање на институцијата во полза на граѓаните, од страна на дополнителната заменик министерка наидовме на свесно обструирање на тековното работење во министерството. Дополнителната заменик министерка Санела Шкриелј изминатиот период со сеење на страв, заплашување и уцени пробува да го попречи извршувањето на работните задачи на вработените во Министерството за труд и социјална политика. Вработените се во постојан стрес и страв поради заплашувањата кои секојдневно ги добиваат од дополнителната заменичка и поради тоа истите се плашат да соработуваат и да ги извршуваат своите редовни задачи. Непознавањето и непочитувањето на Законот за влада на Република Македонија, дополнителната заменик министерка Шкриелј го потврдува преку мејл комуникација, кој што ќе ги добиете дополнително, и преку незаконски и безпредметни дописи до вработените во Министерството. Таа, злоупотребувајќи ја својата позиција и со доза на закана, прави притисок врз вработените да постапуваат спротивно на законот, за што имаме и соодветни докази. Поради горе наведените причини, а со цел да обезбедиме нормално и непречено функционирање на редовните работни процеси, согласно член 48 од Законот за влада, на ден 27.1.2020 година се обративме со барање за донесување на одлука од страна на Државната изборна комисија за конкретни предмети. И тоа: решение за формирање на комисија за вршење на непосреден увид во исполнетоста на условите за отпочнување со работа и вршење на дејноста во приватна установа за деца, детска градинка, и решение за распоредување и решение за плати. Од страна на Државната изборна комисија е донесена одлука со која утврди дека донесените решенија не представуваат акти или документи кои се однесуваат на правни, финансиски, кадрови прашања поврзани со организацијата на изборите од член 46 став 3 од Законот за влада на Република Македонија. Со ова се потврдува дека дополнителната заменик министерка Санела Шкриелј незаконски постапила и го спречувала нормалното функционирање на Министерството за труд и социјална политика. Почитувани, ги охрабрувам вработените кои се докажани професионалци, да не се плашат и да не подлегнуваат на никакви притисоци, а работните задачи да ги извршуваат без страв и притисок само согласно закон, независно од политиката, да работат во полза на граѓаните на Република Македонија. Ви благодарам.